U imето на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братя и сестри, Христос се преобрази. Христос се преобрази. Вистина се преобрази. Христос се преобрази. Вистина се преобрази. И не дари со чудесната правда Божја за која што зборуваше денешното евангелско четење. Во кое што својата содржина, која што е содржината на параболата, што Христос ја раскажа на своите ученици, ги се дава да знаат, најотворено, не заобиколно, најдиректно, дека и Господ со нас сите ќе постапи онака како што ние ќе постапиме со ближните наши, по прашањето на проштевањето на грев. Христос бара од нас сите, секому штедро да прости. И при тоа, да не го вклучуваме нашиот умен компјутер, за тоа кој колку проштева, а колку му е простено. Туку безмерно да проштеваме, онака како што Господарот во денешната евангелска перикопа му прости на својот слуга, кој што му должеше 10.000 сребрени таленти. Тоа е огромна сума на пари, особено за светот во кој што се случила евангелската приказка. И гледајте сега што се случува со тој должник. Доаѓа кај својот Господар, бидејќи е повикан од него, а Господарот ги повикувал сите своји должници да ги расчисти сите сметки со нив. Повиканиот од Господарот бил еден од многуте, но очигледно некогаш богат човек и премногу задолжен кај својот Господар. И бидејќи нема пари да си го врати долгот, на Господарот можел да му се одолжи така, што тој, жена му и децата негови требало да бидат продадени во робија. И сиот имот негов. И повторно било премалку, недоволно, за да се покрие долг. И тогаш должникот паднал на колена пред својот Господар и во солзи почал да го моли: Господ, те молам, дај ми време, одложи го плаќањето на долгот, за да можам да се одолжам. Господарот ги виде солзите на својот слуга, се смири, се сожали над него, над неговото семејство и му го прости целосно долго. 10.000 сребрени таленти. Од тој ден должникот беше слободен пред Бога и пред луѓе. Но само што излезе, се вели во евангелското четиво, од домот на Господарот,
se sretao sa njegovio druga od detstva. Drugarot na ovoj čovek bil pak njegov dolžnik. A dolžel premalečna suma na par 150. No i ne možel da mu gi vrati na svog druga. A oboj se razjario, se razgnevio, da go patio, go prisusto nasite, da go trese i da si go bara dolgo nazad. I vidiki ovoj nemao da mu go vrati, go vrlio vo temnica, vo zatvor. Vakvata njegova postavka bila zabeležana od drugite njivni druga, ko što se zgrozile od takvото povedenje na svoj drugar i otišle kaj gospodaru i mu raskažale kako postapuva so dolgot na svoj drugar od 100 penezi onoj komu se prosteni 10.000 srebreni talent. I togaž gospodaru povikna i pobarao site zakonski normi da vidat primenjeti vrstoj neblagodan. Na kraju od ova evangelska parabola beja kažani zborovite su ko što počnafme, koja počnafme dnešната beseda. I Bog ke postavi so vas isto tako, dok odbijete da im gi prostite grevovite na vašite bliski. Gledajte сега, колкава тежина има чинот, но и дарот на проштевање. И кое место проштевањето го зазема во христијанската философија на живење според Богочовекот Христос. Неможно е, браќи и сестри, да видите тоа во Христа, ако не проштевате. Да се научиме да бараме прошка кога ќе им сгрешиме на другите, но и да ја дадеме со радост секогаш кога ќе биде побарана од нас. Амин.